Денеска е 14 ноември, светскиот ден на диабетесот. И ова мое видеообраќање им го посветувам на 130.000 наши сограѓани со диабетес, од кои 500 од нив се деца до 18 годишна возраст. На нивните семејства и најблиски, како и на лекарите и особено на медицинските диабетолошки сестри. И не само денеска, туку целата оваа година, членовите на Сојузот на Сдруженијата на диабетичарите на Северна Македонија, сите своји активности и настани ги посветија на подобрување на квалитетот на животот на лицата со диабетес, преку залагање за поквалитетен здравствен сервис за нив, со едукација на нивните семејства и со подигање на свеста кај граѓаните за диабетесот. Содржините на овие активности имаат исклучително значење за подигнување свеста на граѓаните, за превенција од диабетес и свесноста за потреба од редовен, квалитетен менеджмент на диабетесот кој постојано ќе се надоградува, особено заради светската пандемија со COVID-19, која ги прави лицата со диабетес особено ралјива група. Од овој аспект се особено значајни навремените реакции за превентива и едукација на Националната комисија за диабетес и на клиниката за ендокринологија при Универзитетскиот клинички центар Мајка Тереза. Имајќи го здравјето на граѓаните како врвен приоритет, од 2017 година наваму, Владата на Северна Македонија и Министерството за здравство направија значајна пресвртница во пристапот кон лицата со диабетес и ставија крај на ерата на набавка на несигурни средства за инсулинската терапија. Од тогаш наваму, за прв пат беше извршена и континуирано се спроведува набавка на инсулини и глукометри со највисоки светски стандарди со иновативна технологија за највисоки ефекти за сигурно здравје кај пациентите со диабетес. Одбележувањето на светскиот ден на диабетесот не потсетува дека од витално значење да обезбедиме овие посветени политики и развојната работа на методи и терапии за добра контрола на состојбата на лицата со диабетес да продолжат и да се унапредуваат. Тоа е обврска на општеството и затоа вложувањето во јавното здравство и во здравјето на сите граѓани е водички приоритет во нашата земја.